Децентрализација на хартија. 20 години подоцна, зошто општините се уште тонат во долгови? 100 милиони евра за општините. Кој ги дели, каде заврши и дали вашата општина и град ги виде парите? Трошиме, а не добиваме. Невидливи дупки каде што пропаѓаат општинските пари. Пред да гласате, кои незгодни прашања треба да се постават на кандидатите за градоначалник, а кој никој не се осмелува да ги постави? Како што најавив, тема ќе бидат локалните избори, но од фискален, односно финансиски аспект. Веќе го знаете, гостин ќе ни биде нашиот ценет реномиран професор, универзитетски професор на Кирил и Методи по економија. Тоа е Борче Треновски. Ова морам да бидам внимателен со Треновски, малце специфично ми е секогаш Треновски. Така. Да, добре дојдовте, значи. Добре најдов, особено ми е драго што сум тука. Да, соработуваме со вас долго време, ви земам долго време изјави, следиме економија и јас и вие работите стручно, јас сум новинар само, како што реков, локалните избори, но малце од финансиски аспект, од фискален аспект, од оноа што се случува. Ајде сега да не должиме многу, да почнеме со првото прашање. Можеме ли да дадеме една оценка, професоре, со каква е реалната состојба во нашите општини? Видите, особено ми е драго што го отварам ова прашање. Обично пред избори локални најчесто се зборува на оваа тема. Иако локалните теми, финансирање услуги на граѓаните на локално ниво се особено важни во секој момент. Меѓутоа обично пред локални, после локални кога избори, тогаш се отвараат генерално и баш ми е драго што отварате тема која е исклучително важна за граѓаните, имајќи предвид дека најблиску се поврзани со своите општини. Каква е реалната состојба? Значи бројни предизвици остануваат. Има дел и подобрувања, меѓутоа голем дел од предизвиците кои беа иманентни уште на почетокот на децентрализација остануваат и сега. Можеме да почнеме со дел од оваа реална состојба. Имаме подобрување во делот на наплата на сопствените приходи, благо подобрување. Имаме подобрување во делот на транспарентноста на општините. Меѓутоа се уште останува неповолната структура на приходите на општините, недоволна евидентирање, мониторинг и ефикасност во расходите кои ги обавуваат. Се уште ако ги погледнете сите општини во нашата земја имаме голем фискален и хоризонтален дебаланс. Што значи тоа? Тоа значи дека хоризонтално имаме разлика меѓу урбаните и руралните општини и градот Скопје енормни. Остануваат, што требаше децентрализацијата да го елиминира. Исто така имаме и вертикално, во однос на централната власт и локалната власт исто имаме голема разлика. Например, од вкупните расходи во државата само некаде 14 до 15% се локалните, а во однос на БДП учествуваат со 5%. Се друго е на централно ниво. Значи имаме големи дебаланси. Понатаму, што дополнително се случува? Услугите и надлежностите кои ги исполнуваат општините се соочуваат со бројни проблеми и предизвици. Земете го предвид урбанизмот, животната средина, понатаму доделувањето на дозволи и така натаму. Значи имаме големи предизвици во делот на испорачување услуги кои се поврзани дел со капацитетите на општини. Дали е до капацитет или до пари? И до двете. Значи генерално е кога зборувате за децентрализација, административниот дел на доделување на обврски надлежности мора да оди со финансискиот, со фискалниот дел. И третата работа мора да оди со капацитетот на општината. Ако доделите средства пред да има капацитет за трошење или инвестирање или како да кажеме ефикасност во имплементирање на надлежноста, вие се очувате со голем проблем. Така да во оваа ситуација тука добро што спомнавте се трансферите. Се уште нашите општини се силно зависни од трансферите од централната власт. Некаде се движат, ако ги земете само трансферите, благотоците некаде 50% се основен буџет, собствен буџет на општината, 50% се трансфери. Меѓутоа ако земете трансфери и донации, тие стигнуваат до 65%, во руралните до 75%. Имате општини со 92% трансфери од централната власт. Некаде податок сретнав дека во суштина општините зависат просечно 70% од централниот буџет. Значи 70% на ниво на држава општините добиваат пари од централниот буџет, а 30% самите се ги сервисираат обврските. Значи па тоа дали е децентрализација реално кога може само ајде 1/3, помалку од 1/3 да се обезбедиш пари и да зависиш повторно од централната власт? Видите, пошто ме прашавте за реалната состојба, фискалната децентрализација и децентрализацијата е едно од клучните прашања. Чи почнавме 2005-2006 година, каде сме сега? Прво имаме еден дилеми кои се уште отворени и се на маса. Сега се наоѓаме, се зборува последните 2-3 години за трета фаза на децентрализација. Дали е потребно реструктурирање на пристапот кој го има? Ние се уште имаме монотипен тип на општини. Што значи? Секоја општина, било мала, голема, рурална, има исти надлежности. Дали е одржливо тоа?
пошто имате повеќе типови. Како што се менуваат карактеристиките и капацитетите на општините, така треба да бидат и надлежностите специфицирани. Што значи, со новиот попис имаме намалување на население, расте старо население. Дел општините имаат помали капацитети административни. Дел имаат ресурси, некои имаат рудни богатства, некои имаат туризам, сите имаат своји специфики. Се отвара едно прашање. Али сите се под иста капа, под исти правила сите имаат исти функционираат. надлежности, сите имаат и тука се јавуваат некои проблеми. Тука се јавуваат, затоа ви реков, оние хоризонтални дебаланси. И сега имате град Скопје со општините, ако можеме само една бројка да кажеме, кој има за 36% поголеми приходи по глава на жител и расходи за 32-3% по глава на жител од просекот. Град Скопје со општините. Урбаните се под просекот 10%. Руралните се уште 22% под просекот. Значи град Скопје со општините одскокнува од сите, имате таква дисперзија, а треба да обезбедат сите исти надлежности на секој. И тука се отвори прашањето кој често се дискутира за таа така наречената асиметрична децентрализација. Тоа значи дали определени различни општини треба да имаат различни надлежности. Професоре, колку е ова утопија? Ајде сега да бидеме реални. Ние имаше политичка борба неразбирлива за мене, затоа што треба да се набави бројот на советници, затоа што пописот покажува дека нема доволно, односно има намалено население и треба бројот на советници во советите на општината да биде намален, бидејќи тоа е логична работа. Според закон е тоа. Имаше одма политичка битка. Вие зборувате за асиметричност на функционирањето. Возможно ли е во Македонија такво нешто да се донесе, бидејќи овде бара голема политичка свест, бара голема одговорност и едноставно бара желба да се функционира системот? Состава сте во право горна со вашата констатација. Се што беше дискутирано порано, сите потреби во менување пред се во законот за локална самоуправа наидуваат на политички ризик. Никој не сака да влезе до крај да ги направи овие промени за да не се отворат некои прашања кои порано беа отворени во делот на децентрализацијата, затоа што спомнавме не е само фискална, туку и административна, туку има и други фактори, етнички, политички и така натаму. Дали е возможно? Видите, тука станува збор дали определен општина или определени може да преземат поголеми надлежности од други, односно да ги покријат потребите за остварување на надлежности за оние кои немаат капацитет. Меѓутоа, еве и да оставиме асиметрична децентрализација бидејќи е проблем. Имаме други алатки на кои можеме тоа да го премостиме. Видете, имаме закон за меѓуопштинска соработка. Никогаш вистински не заживеа. Значи никој не ги спречува три општини да имаат заедничко даночно оделение, да имаат заеднички внатрешен ревизор, да испорачуваат заеднички услуги. Значи меѓуопштинската соработка е една алатка како да се обезбедат услугите, а да не одите во драстична промена на системот во кој функционира. Понатаму, јавните приватни партнерства во обезбедување на определени услуги. Ние имаме, верувајте, 14 даночни инспектори во сите општини. Ние имаме проблем со внатрешни ревизори, имаме проблем со IT инженери, имаме проблем со во финансиски оделенија за буџетирање, имаме недостаток на кадар последните 5 години, не сакаат луѓето да се вработат. Сакаме, има значи проблем во функционирање административно на скоро 60% од општините. Али никој не сака да соработува, бидејќи ќе треба да се намали бројот на вработени во некоја општина, бидејќи ќе преземе другата општина или ќе ингеренциите, односно ќе мора да ќе биде надлежна одреден човек што за таа другата општина, па не да го дозволуваат. Сега што правиме? Се случуваше и таква работа. Јас сум учествувал во активности и проекти кога сме давале грантови, сум учествувал експертски, некои од меѓународните организации даваат грантови за меѓуопштинска соработка. Кој ќе даде проект за меѓуопштинска, ние им даваме по определена сума на средства да ги поттикнеме. Се сведуваше на секоја општина да купи возило за себе и да си го поделат. Значи немаше вистински проект на заедничка соработка. Имаше Ново село, дел и другите со две општини имаше меѓуопштински и таа после некое време се распадна. Значи потенцијалот и структурата законот е одлично напишан, има големи можности, тоа е едната работа. Спомнавме јавно-приватно партнерство, третата работа видите имаме и опција во законот за делегирана надлежност. Значи централната власт може да делегира определени надлежности на определени општини. Никогаш тоа не е искористено. Дали е неискористено затоа што општините немаат капацитет или затоа што централната власт не сака да делегира за да ги држи општините, ајде да речеме во вазална позиција, односно за да и се поклонуваат, за да може да ги контролира? Двојно е, на двете страни се аргументите на истото. Самата децентрализација која направите. Јас сум бил и во поддршка на Сдруженијето на ЗЕЛС, па сме дискутирале за начин на како да ги помогнеме во преговорите со владата за определени реформи. Затоа што има еден член, ако не се лажем, 80 во законот за локална, кај што треба за блок дотации и други тие да комуницираат и да се координираат со централната власт. Генерално барањата, добро, беа големи. Цело време мојата упатување беше дека треба постепено да се бари од ДДВ, од данокот на доход, зголемување и така натаму, меѓутоа тоа доди паралелно со капацитетите. Видете го, данокот на имот. Проценките се дека данокот на имот само ако се подобри на платата, со истите даночни стапки може да се зголеми за 2,5 пати.
да платат. И сега поентата беше приходите 2,5 пати на данок има да не се менува стапката, само подобро. Да, само подобрата наплата. Камшикот да игра, што би рекол некој бивш Па премиер. тука е присилна наплата, евидентирање на имот, координација, има повеќе аспекти. Меѓутоа, самото тоа, затоа реков, ако покажат општините иницијатива да го соберат својот данок, државата ќе може да рече, еве, дел од моите приходи. Меѓутоа, имајте предвид, барањата во едно време беа прилично големи, пример 50% од данокот на доход или не знам, тоа беа 100 милиони, 200, 300 милиони евра. Тоа се такви суми што централната власт би ја заболело ако ги остави на локално. Иако морам да кажам една работа, еве некои истражувања уникатни кои ги спроведовме за Македонија и за целиот Западен Балкан. Вака покажа. Прво во контекст на она што рековме на сопствените приходи на собирање. Покажавме дека не влијае нити платата, односно колку се одделува за плати во општината, нити влијае политичката опција која била последните 20 години власт за собирањето на сопствените приходи. Влијанието, најзначајно влијание, ова е многу интересно за собствените приходи, има капиталните инвестиции на локално ниво. Значи, на 1 денар капитална инвестиција која ја направила општината, не од централната власт на општината, се зголемиле за 0,63 евра собствените приходи. Од друга страна имавме обратно што ме прашавте, докажавме дека на 1 денар трансфер од централната власт се намалува собствениот приход за 0,43. Станува помрзлива општина. Значи, тука е двојна. Затоа беше болката кога правите реформа, кога отплаќате долгови на општини, кои им давате мерка, ви им испорачувате пакет на чек, што треба да исполни општината во капацитет за да ја добие поддршката од централната власт. Спомнавте вие дека ќе треба да се 100-200 милиона евра, да се 300 милиона да се префрлат изворно, односно да не без условување по автоматизам на општините ако да добијат тие барања им се удоволат. Но што е тоа е барем изворно и според закона, вака одеднаш гледаме вметнуваат во системот 200 милиона, 250 милиона од ваков кредит, од наков кредит. Другата власт претходната исто така даваше на општините, опростуваше долгови. Значи, секој си прави нешто што не е стандардно, кога ќе се соберат во текот на годините, ќе се види дека горе-долу некои исти пари ќе ги дадеш од централната власт, но по дискреционално право на централната власт. Дали у суштина не се 100, 200, 300 милиона евра многу големи пари, ако се по автоматизам, бидејќи истите пари завршуваат од централната власт, вака или така во општините. Отворивте интересно прашање кое е поврзано со капиталните трансфери. Овој дел е поврзан со 100 милиони кои ги владата ги обезбеди така натаму. Чи системот на капитални трансфери е исклучително важен за општините да може да направат вистински капитални инфраструктурни проекти. Тоа што замислете, половина од општините се рурални. Со многу мали буџети. Има општини кај што собствените буџети се 100.000 евра, 150.000 евра. Значи не зборуваме каков капитален проект вие можете со собствен буџет од 100, 200, 300.000 евра. Верувајте, тоа се така. Значи нема капитален проект. Тука се трансферите. Меѓутоа тука имаме големи проблеми и на страната на општините и на страната на самиот систем на распределба. Прво да кажеме на системот на распределба. Тие се некаде отприлика 12 институции на централно ниво, а 27 програми по кои доделуваат средства. Значи замислете, тоа е така развлечено. Дел од програмите се преклопуваат. Стандардите, односно критериумите се различни од секоја институција што го доделувале, што ги доделуваат тие средства. Нема фидбек за ефектот од капиталните трансфери кои се дадени. Министерството има дискреција на кој ги доделува. Значи не секогаш користи регионални критериуми и ниво на развој на општините. Значи тоа е една таква, на пример Албанија имаше едно истражување многу интересно, се обидовме во Македонија, него реплициравме дали политичката ориентација од каде потекнува министерот зависи каде кои од капиталните трансфери. И таму се покажа да. Ако бил од градот кај што е, таму оделе парите. Субјективно чувство го имаме и ние тоа во Македонија, ако е на пример од Охрид, од Прилеп или од Берово, чудно некако таму има некои проекти, али ако е на во другите краеви нема. Има и можеби има, но многу помалце. Али тоа е субјективно, не е емпириски докажано. Сега, затоа се прочна да се дискутира, се направи една анализа на капиталните. Се види дека 30 општини не добивале преходните години капитални трансфери или многу малку, а биле едни од најнеразвиените. Значи нема, ме сваѓате, логиката на капиталните трансфери се засили инфраструктурата, капиталната инвестиција. Таму кај што не може органски, природно да дојде. Да дојде, затоа што, на пример, имате општини кои имаат прилично фискален капацитет, силен и така натаму, имате со ресурси. Не би требало да добиваат такви. Би требало другите општини што немаат, што имаат 150.000 евра годишен буџет. Состема сте во право за да останете миграцијата, да запрете економскиот развој, да го задржите и така натаму во тие општини. Што се случува? Продискутиравме за еден, се направија две анализи, ако можам да кажам. Едната беше општински индекс за развој и тој општински индекс за развој направивме една иницијатива пред неколку години
како би можеле, кои било опциите за реструктурирање на тој систем на капитални трансфери, и ситуацијата беше врз основа на тој индекс да се види нивото на развиеност во 3 области: инфраструктура, социјални, образование и така натаму, и остатокот од надлежностите на општините. Да се направат тие анализи, да се види каде се општините најслабо стојат и да имате распределба или од едно место или барем од едно, 2-3 места по автоматизам на капиталните трансфери. Најнизок е развојот, му треба образование на овие две општини, ние ги даваме капиталните. Точно да биде дефинирано, да се знаат критериумите, да биде од едно место направено тоа. Тоа беше една идеја, се направи индексот, се направија симулации, посебно овие неразвиените да добиваат од 3 до 5 пати повеќе по глава на жител од оние кои се развиени. Сега се случи, видете, дојдоа парите од централната, несомнено е дека им треба голем износи на средства. Јас кога беше короната, кога општините беа во најнисок пат, односно собствените приходи паднаа за 70% наплат. Тогаш идејата ни беше дури да се задолжи централната власт. Јас имав еден предлог: задолжете се, дајте им на општините до максималниот капацитет на задолжување средства, затоа што ќе го поттикнеме економијата и преку општините многу полесно ќе се вбризгаат средства. Значи им требаат финансиски средства. Меѓутоа дојде паралелно со реформи и така натаму. Тој дел требаше да се направи. Во оваа ситуација сега ние ги доделивме средствата по глава на жител. Кој е ефектот? Се треба да видиме. Добија општини, видете сега, општина и треба канализација на една општина, друга општина која е развиена има трак патека или не знам што. Дали ги дадовме средствата? Дискусијата беше. Сега зборуваме за овие 100 милиона, што со бугарскиот. 100 милиони. На кој начин можеше тоа да се изведе, можеби, иако сме разговарале на 2-3 тркалезни баси, бил и министерот за локални така, ветиле дека ако има втора транша, ние тогаш ќе се погрижиме да имаме определени критериуми на регионален, односно локален развој, за да се постигне најсилниот ефект за тие средства. Меѓутоа тоа е едната работа. Втората работа која е проблематична е како општините ги понудија овие проекти за овие 100 милиони или за каква било друг капитален проект. Прво, самиот систем на капитално буџетирање скоро и да не постои, пошто зборуваме за финансии. Тешко, ние немаме програма за капитални инвестиции на национално ниво, што постоеше пред 10 години и повеќе. Значи, кои се тие 20 проекти што се капитално најзначајни на општината? Тие се најдоа затечени и понудија она што го имаат. Дали се тие најважните? Како ги селектираме? Дали имаме средства да ги реализираме? Дали имаме капацитет за имплементација на терен? И за тоа се наоѓаме после во заглавување во нивната имплементација. Значи, системот на капитално инвестирање. Имаше една иницијатива од Светска банка која тврди како е во тоа во развиените земји. Вие правите програма за капитални инвестиции и ја нудите на финансиери. Значи, може да влезе банка, меѓународна институција да ви ја финансира дел од програмата, да ве поддржи, меѓутоа вие мора да го покажете капацитетот, дали го имате за отплата и која е вашата визија. Така, а за отплата ќе има капацитет ако се собираат даноците или ако имаме по автоматизам, по законско решение од трансфер на пари од централната на локалната власт. Ако тоа е решено, значи даноци се собира општината и се, ќе може да се сервисира, а добар е проектот и ќе биде поквалитетен на животот. По однос на собирањето, спомнавте, тука е исто особена болна точка. Ако видите структурата на приходи, може да видите, на пример, даночните приходи во град Скопје со општините се некаде околу 30 до 40% низ годините стигнувале. Во руралните општини се 11%. Во урбаните општини, сите урбани, остатокот од градот Скопје се 17-18. Значи од вкупните приходи, само даночните приходи го изјават. Данокот нема се движи од 6 до 8-9%, зависи како да, а треба да биде главен приход. Так, да биде над 50%, колку што знам, треба 50-60%. Град Скопје со општините 11% е само уредување на градско земјиште учество во буџетот. И сега вие кога ќе ги погледнете структурата, да не забораваме уште една работа што не ја дискутираме кога зборуваме за капацитет да се задолжи општината или да направи инвестиции. Расходната страна. 52% се заплати просечно во општини. Има општини со 70% заплати. Значи кога ќе видите расходната страна, капацитетот да ги враќаат средствата дел од општините станува веќе проблематичен, а расходната страна не се зема предвид во ни една пресметка за капацитетот кога сметаме дали може да се задолжи општината. Така да имаме низа прашање во делот на финансирање. Ние ограничувавме тогаш врз основа на двогодишен или трогодишен просек, максимум 10-15% да може за планирање на приходите, но не гледавме колку троши у суштина, него можеше да троши повеќе од собирањето, да мислам дека така. Тоа беше неограничено, па беше 50%, па беше 30%. Јас бев присутен на состанок кога се смени на барање на ЗЕЛС, пак се врати на 50%, затоа што дел од општините. Тоа беше, верувајте, рамката и оние можеме да го начнеме и делот со неизмирените обврски. Тоа беше исклучително голем проблем. Зошто беше голем проблем? Затоа што основата и за неизмирени обврски, долгови проблемите на општините потекнаа точно од планирањето. Тие планираа приходи кои не може да ги соберат, а расходите ги планираа во реално и веќе го реализира расходот, приходот не е собран. И тоа сега ако погледнете, реализацијата веќе е прилично голема на даночните приходи. Сега каскаат и мислам дека тоа им е простор за игра на општините во делот на планирањето, неданочните приходи и капиталните приходи. Таму реализацијата варира, на пример, неданочните околу 50%, капиталните исто. Значи немаме висока реализација.
кај даношите е веќе 80-90%. Така да општините во тој дел, во собирањето на сопствените приходи, ако го отвориме па дискусијата дали ги собираат, дали имаме проблеми, па тука ќе видите, имам работено повеќе истражување во делот на разликите. Имате данок кој се собира со 80% реализација, иста општина. Другиот дел го собира со 30%. Значи различни даноци, различна администрација на истите. Иста администрација, различни даночни Видите, даноци. може капацитетот точно на тоа оделение. Може испланирано во политиката, пошто кога сме имале состаноци со градоначалниците кога беше делот на планирање проблематичен. Голем дел 90% од нив просто кажаа дека свесно го прават тоа, ти не рекоа дека несвесно го прават делот на планирањето. Така да во делот на собирањето, верувајте, се јавуваат, имавме некоја Пуштат на граѓаните у суштина анкета. за гласање. Па видите, имало и ситуација кога сме зборувале за ефикасност на наплата, кога дел од градоначалниците рекле почекајте да завршат локалните избори, ќе ги направиме сите реформи. Така да можеме да се насмееме во таа насока, меѓутоа Не жално, ама од мака мора човек да се насмее. собирањето ако го видите на приходите е исклучително важно, затоа што некоја анкета имавме пред 3-4 години, 50% од сите општини се изјасниле дека немаат добро екипирано оделение, ни даночно, ни капацитет да ги соберат приходи. 25% рекле дека проценката на имотите во нивните општини е за 50% до 70% не целосно точно. Сакам да кажам, скоро сите се изјасниле дека имаат проблем детектирање на имот, рископланински терен, не ажурирана адреса. Значи, проблемите се малку пошироки во делот на пребирањето. Па после направивме една многу интересна иницијатива да видиме 10 најдобри општини што ги собираат приходите, кои какви примери употребуваат, да ги пренесеме на оние кои се помалку развиени. Така да И што откривте? Откривме дека генерално е пресметката на даноците, евалуацијата на терен на даноците, многу интересна е градење на довербата со граѓаните и нивно информирање за пресметката. Значи во суштина кажуваат како се потрошени парите, ги информираат за нивниот долг. Многу интересно има ова name or shame, ги објавуваат на телевизија оние кои не платиле. Значи користат оние помеки мерки за наплата и мал дел користеа присилна наплата, сега веќе се засилува тој дел, значи како ги наплата отпосле. Значи присилна наплата, праќаат писма, праќаат даночни решенија и така натаму. Така да и во делот на пресметка, и во делот на наплата, и во делот на мониторинг на даноците има определен напредок. Така. Ова беше првото прашање од 11 прашања што ги планиравме, ама мислам дека офативме добар дел од прашањата. Може изгледа вака за сите што не следат од тема на тема скокаме, но мислам дека многу јасно кажавме кои се предизвиците, односно она што се случува, уште не сме на предизвиците. Ова беше фактичката состојба, гледаме дека проблеми имаме со даноците, со пресметките, со административните капацитети, гледаме дека централната власт не сака да вистински да се децентрализира. Значи со тоа тука ќе го завршиме овој прв дел, прва третина од подкастот. Време е за нашите пријатели кои не поддржуваат, за да можеме да правиме вакви интересни разговори со нашите гости. Затоа останете, се враќаме веднаш после паузата. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, втора третина, зборуваме со нашиот гостин на тема локална самоуправа, предстои ни локални избори, но најмногу зборуваме за тоа што се случува во општините од аспект на финансии, на фискална дисциплина. Гостинот, како што знаете, Борче Треновски, универзитетски професор на Свети Климент, Свети Кирил и Методи Климент, што ми отиде паметот, тамо не знам. Значи, професоре, долго време работите со локалната самоуправа. Интересен беше, првата третина од разговорот беше интересна. Нашлавме многу теми, но ајде сега да одиме малце да појасниме некои
некои работи, ја опишавме состојбата, гледаме дека не е баш најсјајна, нешто рековте има подобрување, но гледаме дека имаме и сериозни проблеми на самиот терен. Кои се главните предизвици? Ајде да ги видиме, ако можеме во неколку реченици да кажеме главни предизвици кои што ќе се соочат општините и се соочуваат во овој момент. Значи, можеме да ги структурираме во неколку точки. За од секоја од овие точки постои, се надевам ќе имаме време да навлеземе Горан, голема дискусија зошто и како дел веќе ги начнавме од нив. Првата тема за која дискутираме е делот на фискалната децентрализација за која спомнавме. И тука можеме да проискутираме, како што спомнавме, за монотипниот дел на општини, дали асиметрична, дали по институции, дали по функции децентрализација, дали е вистинска, дали може да се подобри системот или треба со некои мали маневрирања да се унапреди, меѓутоа мора да се направат определени промени за да имаме многу поодржливи финансиски општини. Вториот дел за кој дискутираме е поврзан целосно со делот на финансирање на општините, предизвици. И тоа се предизвици поврзани од делот на буџетирање, кој ги начнавме, значи ефикасност во буџетирањето, структурата на приходи, структурата на расходи, ефикасност и така натаму, собирањето на приходи и да не забораваме неизмирените обврски, односно долговите кои ги имаме кај определени општини кои се латентни. Во нив, во делот на финансирањето, веднаш можеме да продолжиме е делот поврзан со јавните претпријатија како предизвик. Ние забораваме често, ова е клучна тема која се надевам ќе се отвори во иднина, значи голем дел од јавните претпријатија, 35% се со негативен финансиски резултат, немаат доволно отчетност за тоа што и така натаму до јавните претпријатија, пола од неизмирените обврски се поврзани со јавните претпријатија. Четврта работа, ако може да спомнеме, е зависноста од трансферите од централната власт и блок дотации. Зависноста значи е голема. Дали треба да се одиме со ваква зависност е предизвикот, дали треба да одиме со генерален грант, да им дадеме поголема слобода на општините, за да ги со што да ги потрошат овие средства што им се даваат, дали ќе ги условиме средствата кои им ги даваме со некој напредок, со бирање на сопствените приходи, значи тоа останува како предизвик. И втората е поврзана со блок дотациите, за истата тема. Дали се доволни? Имаме големо поплаки од општините дека не се доволни средствата за блок дотации. Не се транспарентно пресметани, не им е јасно како добиваат за образование, за култура средства, не ги следат стандардите и потребите на општината. Значи не може да ги извршат надлежностите. Значи делот со блок дотациите кои ги добиваат за определени надлежности И со најчесто средства. тие завршуваат како плати, на пример во образованието, не е за 70 до 80% се плати. сериозно плати. Знам дека за образованието блок дотациите завршуваат 92%, мислам дека се во плата за да се исплатат професорите, наставниците, додека у суштина 8% остануваат за се останато што е поврзано со образованието. Таму Тоа е имаше проблем сериозен. за развод, така е. Значи блок дотациите има сега нови формули за средно и основно образование како ќе се распределуваат средствата, меѓутоа сте во право дека една работа, тоа е веќе посебен сегмент, ако го отвориме на дискусија, 96 до 94% од надлежноста образование покрива централната власт на општините. Со законот за локална самоуправа јасно е наведено дека е пренесена надлежноста на локална самоуправа. Се уште нашите општини и после толку не ги чувствуваат како своји овие надлежности. Па не ги финансираат, за да вработат наставник треба од централната власт да имаат да оправдаат дека имаат потреба и централната власт дава одобрение за вработување на наставник, професор. И тоа беше едно од клучните проблеми, секогаш кога сме дискутирале за тоа дали треба да се ослобода, да се остави одговорноста на самата општина. Така стои во законот дека блок дотацијата може да се дополни до општината освен за плати. И тука и зошто има поголем притисок за вработување од дел од тие сектори, ако можем да кажеме. Меѓутоа, верувајте, блок дотациите ќе се отвори, например, за образование и така натаму, мора да се утврдат потребите минимум. Блок дотацијата треба да е базирана на минимум стандардите што треба да се постојат во секоја општина. Утврдувате минимум стандарди култура, образование, социјала и така натаму и вие давате да ги обезбедите секаде под исто. Ние тие стандарди се уште ги чекаме. Значи тој дел не е до крај елабориран, така да блок дотациите се една работа. Ги спомнавме јавните претпријатија, ги спомнавме неизмерените обврски. Мораме да ги спомнеме тука сега и делот поврзан со капиталните трансфери, веќе ги спомнавме во првиот дел, капиталните трансфери, капацитетот за инвестирање, односно испроведување на капитални проекти на општините и стратешкото планирање. Видете, сега имаме податок дека 47-8% општините немаат важни стратешки документи. Значи, по делот на стратешко, вистинско планирање на терен. Понатаму транспарентност и отчетност. Се уште имаме поврзано и пред се поврзано со услугите. Имаме некои податоци дека 40 околу половина општините немаат ни објавено согласно Државен завод за ревизија извештајот, прво немаат објавено кои услуги ги обезбедуваат, како може да ги добијат граѓаните, немаат објавено која е цена за тие услуги, немаат ни формулар како граѓанинот да
да побара таа услуга. Мора да е во општината. Значи во делот на транспарентноста, отчетноста, се спомнуваат граѓански буџет, отчетност пред се во трошењето и имплементација на проекти. Успеавме да направиме напредок во планирањето, да вклучиме буџетски форум и така натаму. Меѓутоа, реализацијата на проектот граѓаните се уште не се вклучени. Дали е ефикасен, кој е импутот од него и така натаму. И последните имам уште неколку предизвици, ако можеме само да ги сумираме, тие ни се поврзани пред се со работата, убаво спомнавте, администрацијата, советите, градоначалникот. Па и координација со централната власт. Каква координација има? Дали советите се ги извршуваат своите работи? Тука имаме значајни видовте препукувања последните неколку години во различни совети во нашата земја. Парализирано е Скопје, нефункционално на граници на нефункционалност. Мислам сега доаѓам да го снимаме подкастов, смет има неподигнато и се префрлаат вината едни на други, а у суштина ние граѓаните го плаќаме Ако спомнавте град Скопје, па посебна приказна град Скопје со посебен закон за град Скопје, тука се делат пред се собирањето на сите приходи во општините во град Скопје оди преку град Скопје. Така да тука имаме посебен систем, дали остануваме вака или можеби треба промена на реструктурирање дури и во град Скопје. Тоа е еден од предизвиците за кој може. При што само да кажеме околу 130 милиона евра е буџетот на град Скопје, мислам варира од година во година, од сериозна сума парички е во град Скопје, мислам за град Скопје, а тука се и општините внатре. Видите, го создава за 45% од бруто домашниот производ и околу 50% од сите даночни приходи на локални ниво ги собира градот. Значи тука се понатаму да не заборавиме, поврзано не е со регионалниот развој, јако не е локално. Да, ќе зборуваме за регионалниот развој, малце ќе оставиме таа тема понатаму да Супер. останеме предизвиците. Мене ми е за јавните предпријатија. Малце не го разбираме тој момент како јавност дека они генерираат долгови, тие долгови некој треба да ги плати. Тоа треба да ги платиме ние општините преку нашите даноци што ги собира или преку дотации од централната власт, но тие долгови што ги прави јавното предпријатие е повторно кон некој од нас граѓаните. Не е тоа имагинарен долг, при што мораме да напоменеме дека јавните предпријатија според закон најчесто се неизвршливи, ненаплатливи се тие долгови, бидејќи има некоја да не кажам глупа одредба во законот каде што ги штити јавните предпријатија и општините од наплата за основни средства за функционирање. И судот кога ќе дојде наплата за извршување на пример во судот, нонстоп ја позголемува сумата што не може да се изврши, односно дека тие се основни средства за работа и на пример ако треба да се извршат 20 милиона денари, ќе кажат дека 40 милиона денари се основни средства и не може да бидат 40 милиона извршени, така што никогаш 20 милиона не може никој да ги направи. Тоа е реалност. Овие 20 милиона не се некаде имагинарни, тоа се на некој што дал услуга, дал добро, дал чаша, продал им продал нешто на општината, цемент, асфалт, не е битно што. Тоа се реални долгови кон реални компании, реални луѓе. Што правиме со овој проблем, професоре? Одлично прашање. Прво да кажеме дека јавните предпријатија се рацете и нозете на општината. Значи сите услуги, гледате, комунални, не знам, за патишта и така натаму се поврзани со јавните предпријатија. Ако немате функционални јавни предпријатија, вие не можете да ги исполните дел услугите. Правим едно истражување пред па има 3 години, мислам, од кога го направивме за да ги евидентиреме. Прво не можевме да најдеме листа на локални јавни предпријатија. Има на централно ниво кои се јавните предпријатија, за локално ниво моравме да бараме општина по општина. Колку има битово, дали се 7. Втора работа, 50% немаат веб страна. Морате дојдете преку страните на општините и деловно да објавуваат. 80-90% не ги објавуваат одлуките на нивните извршни одбори. Скоро 70% ги нема објавени услугите. Сакам да кажам, имаше голем дел поврзано со тоа. Многу мал дел се познати извештаите за работата на јавноста, Отчетност, односно што сработиле. Значи јавните предпријатија и некаде 35% од тие што ги анализиравме работеа со негативен резултат. Значи се најдовме во една ситуација, јас мислам дека се и повеќе. Сега да не зборуваме за превработеност и така натаму. Одлично е што го отворивте делот со рамката. Она што го спомнавте, таа е поврзана со проблемот на неизмерени обврски. Континуирано од 12 до 17 општини наши со блокирани сметки. Тоа е од Државен завод за ревизија веќе констатирано, можеме да го кажеме. Кога анализираат, утврдуваат дека кај тие точно она што вие го кажавте, местниот суд, односно судот, општинскиот кој е местно надлежен, утврдува рамка над која може да се извршува, која е толку висока што 10 години општината може да работи со блокирана сметка, вработува луѓе, прави инвестиција, никогаш да не се изврши. Купува автомобили, значи и таа убави. И тука е едно од клучните проблеми. Меѓутоа видите сега, дополнително локалното комунално предпријатие може да има рамка. Еве сега имаме ситуација, водостопанство испорачува вода на комуналното предпријатие, не смее да му ја запре. Комуналното предпријатие има рамка и не ја плаќа водата. Водостопанство оди во негатива, тоа се случува можеби повеќе од пола комуналните предпријатија. Водостопанство е во лоша финансиска состојба, од друга страна рамка има и комунално. Значи, видите што прави
рамката која викаме и цела време е борбата рамката да биде што повисока за да може вие да функционирате, а никој да не ви ги изврши средствата. Испорачителот на вода не може да наплати од комуналното предпријатие бидејќи е заштитено од извршување, значи веќе не станува збор од некој граѓанин или некоја фирма, Така, јавно предпријатие. Јавно предпријатие не може да си наплати пари од друго јавно предпријатие затоа што не постои начин да биде извршено бидејќи законот, односно судовите си смета дека не треба да јавните комунални предпријатија општински или државни да бидат И сега видите, предмет на имате извршување општина, комунално предпријатие во основан, на крај доаѓа ред владата или некој друг да ги покрие и да ги спасува трошоците повторно. и да ги спасува. Затоа викам, тоа е толку очигледно. И сега ако одиме во суштината прво, зошто се случува тоа? Ние треба да отвориме прашањата зошто е така. Јас сме биле во ситуација кога И зошто е така? кажам, видете сега, Зошто е ајде да ги отвориме прашањата за општините со блокирани сметки. Има дел кој е еве вака често го спомнуваат, се поврзани со имотно-правни и други правни проблеми кои ги влечат, имаше општини од времето. Значи уште пред 2000-та година правни проблеми, тоа е лошо менаџирање, не смееме да го исклучиме. Несобирање на своите приходи. Доволно, значи не е ефикасно. Лошо планирање на своите приходи и расходи. Тоа е основата. Вие планирате расходи, не ги собирате приходите и се создава и тоа континуира да го правите. Ветувате проекти, не можете да ги соберете приходите и вие се наоѓате во ситуација да не можете да си ги измирите своите обврски. Тие се трупаат и вие доаѓате во ситуација да и сега видите што се случи. Тука да го отвориме и пред неколку години ако се сеќавате 50 на милиони евра се дадоа за да се отплатат долговите на општини. Сега уште тогаш имавме јасна дискусија. Колку бев ја против тоа, леле мајко моја. Целата моја беше дека мислам дека во историјата се случило 2 пати претходно слична ситуација. Така е. Ова беше трет пат и зборував дека има морален хазард. Значи ако го дадете ова тие или ако се направи да оди под строго дефинирани критериуми за причинителите на долговите и со испорака, значи услов да му испорачате да се направи ова, да се модифицира оделението, да се, значи целосно да се направи целосно, да се достави на листа на реформи, промени кои треба да ги направи пред да се дозволи било каква помош во контекст или да му се олесни да се задолжи и така натаму. Ние им ги дадовме, сега веќе се пак 50 стигнува 60 милиони, повторно се врати на истото ниво. Опште, значи ефектот беше минимален, дури мислам дека сега ќе бидат и охрабрени, ви реков имам морален хазард дека ќе очекуваат во иднина, можеби пак да се случи нешто слично. Се смени законот за финансиска нестабилност. Уште ова морам да го спомнам. Една од причините зошто има долгови е никогаш ни една општина не прогласи финансиска нестабилност, а исполнети беа условите барем во сите овие блокирани. Никогаш не го прогласија. Зошто не го прогласија? Затоа што требаше градоначалникот да достави писмо пример до Министерството за финансии и така натаму и никој градоначалник нема да сака да си ја блокира сопствената општина. Кога се залагавме за промените на законот, имавме повеќе дискусии, има определено унапредување во тој дел, со задолжување со меѓутоа идејата барем, јас мислам беше неоправдана за која јас се залагав е главниот сметководител или советот да не мора да консултира градоначалник да достави до финансии известување при оној што главниот сметководител на општината дека се исполнети условите и да се потегне целата состојба на реструктурирање, систем за поддршка и така натаму. Или да се замрзне расходната страна ако приходната страна не ви е Професоре, ајде доаѓаме до една нелогичност, например, еве, јас сум компанија, вие сте општина. Јас знам дека вие должите, блокирана сметка може да имате или не плаќате, наред се редат за да наплатат кај вас, вие сте општината, не плаќате, ама јас сум компанија. Вие отварате проект, ја конкурирам и се тепам да го земам проектчето од вас како општина, за да не ми платите во иднина. Малце е нелогично, секој оди да работи за да биде платен. Зошто конкурираат вакви компании кај општини кои што се неплаќачи и дали во суштина овде може да зборуваме за класично развивање на корупција, затоа што јас може сум ви симпатичен како компанија, вие имате дискреционо право како општина да ми платите мене, а да не им платите на другите, кои што не може да ве извршат, ама мене ќе бидејќи сум ви симпатичен, ќе го земам работичето, ќе го завршам за општината, може ќе го завршам, може не, ама ќе ми исплатите мене, а другиот нема да го исплатите. Дали во суштина тоа е начин како се корумпираат институциите и така да функционираат на еден коруптивен начин, бидејќи нема пазарна или бизнис логика јас да работам за некого што не плаќа. Вие ако не ми плаќате, јас нема да ве сработам. Нема никогаш да конкурирам кај вас, ќе бегам од вас, ќе одам кај тој што плаќа. Зошто се уште конкурираат кај општини што не плаќаат со децении? Видете, отворите еден дел поврзан со корупцијата, ефикасноста на трошење, тоа е исклучително болна тема и на централно ниво. Не се постави прашање во не разговорот се само извлече. на локално.
видите, во суштина прво само да спомнам дека имаше некоја анкета кој се покажува дека општините биле во 5 најкорумпирани институции во земјата. Така покажа анкетата, имаше и некои други параметри дека 70, па и 90% немаат важечки документи за антикорупција, дека сите се постари од 6 до 12 години, дека последните 2 години додуши имаше и претходно дека немало ни една пријава од општините за корупција, што беше чудно. Ако ги погледнете Државен завод за ревизија извештаите предпоследната година, не сум сигурен за последната, скоро сите беа со негативно мислење или со задршка за сите општини кои е направена ревизија. Така да покажува дека има голема неефикасност и простор за манипулации. Јас еве ако ме прашате ќе дојдам до бизнисот, меѓутоа просторот за манипулации потекнува не само со бизнис сектор. Тука вие убаво го спомнавте претходно дали не сакаат да ги наплатат приходите. Тука се даноци на имот, уредување на градежно земјиште, значи се што е поврзано со наплатата некаде на приходите. наплаќаат 70-80, некаде 30%. Тоа значи некаде опростуваат пред избори или после избори Така. или враќаат Значи, долг на некого со Така, ненаплаќање. делот е, значи, околу финансирањето на платата, јавните набавки, тоа е цел дел околу финансирање. Вториот дел ви е давање на дозволи, концесии, соработка, знаете, во делот по цена услугите, урбанизам, животна средина, гледате овие дозволите за градба и така натаму. Значи имате моменти повеќе кај што бизнис секторот може на некој начин да биде за финансирање на граѓански организации, медиуми се отвори еден простор, исто се дискутираше на таа тема. Бизнисот е специфична, мораме да кажеме, имајќи превид дека последните неколку напори за работилници и соработка на бизнис секторот и општините има сериозен проблем. Значи бизнис секторот не е заинтересиран премногу да се интегрира во работата на општините, дури кога сме имале добра намера да помогне во стратешки пристап, да им помогне со идејно. Во однос на што ме прашавте на зошто би се соработувале. Се помалку, видите, не можам директно да одговорам на ова прашање затоа што не сум запознаен, знам дека има една веб страна многу интересна, мислам дека вашите бивши колеги Сабина имаат направени центар за граѓанска комуникација, кај што може да кликнете и да видите во секоја општина кој фирма ги има најмногу од тендерите и кога е формиран. Имате во општини кај што една фирма ги покрива 80% од тендерите. Значи, тоа отвара многу интересно. Ова е електронска алатка што може да се отвори. Кликате на општината, гледате од која година и кој ги покрива во кои сектори. Кој сака да соработува, ако не можете да му платите, тоа е навистина сериозен проблем. Јас знам дека низа сериозни фирми веќе се воздржуваат од аплицирање на јавни набавки воопшто, не само на општини. Значи, тука мора сериозно да се отвори тоа прашање. Не сакам да инсинуирам дека има или нема коруптивни. Добро е системот на контрол и мислам дека имаше некој подобрување последните години со некоја уредба за системот на трошење на парите во општините и јавните набавки, со двојни потписи, со контрола на терен, се направија во измена на статути на дел од општините, има определено унапредување. Меѓутоа, еве, не сум свесен, сега пак би го кажал. Замислете, 5% од GDP, бруто домашниот производ, се расходите на општините. Ме сваѓате, тоа е премногу мало во однос на сите други на централната власт. Така. Значи, капацитетот, многу почувствителна е корупцијата на локално ниво. Ја чувствуваат граѓаните пошто е најголем ситна. Така. Подплатување и така натаму. Во контекст на тендерите, не би имал повеќе информации. Само сега логицираме што се вика логично размислување, зошто некој би не плаќа чисе, и сега доаѓаме дали се во ова, еве, се бунат, бараат поголеми пари од преку фискална децентрализација, повеќе пари од даноците што ги собира државата, бараат поголем поврат од ДДВ-то, значи сега некаде 4,5-5%, 6 колку е, сега бараат повеќе да отиде. Реално е ли со вакви капацитети на општините и со ваква нефункционалност и со ваква изложеност и лошо собирање на изворните даноци да добијат повеќе од централната власт и тоа сериозни повеќе пари? Видите, јас мислам дека собирањето на сопствените приходи и фискалниот капацитет, видите, него спомнавме делот, фискалниот капацитетот на општините да си го проценат сопствениот фискален капацитет е исто ограничен. Кога викаме капацитет, не колку собираат, колку може да соберат потенцијално. Тоа не го направиле. Има и методологија и тоа да се направи, да видиме колку под него собираат сега. Ние сега не сме свесни, ние викаме од планираното, а планираното може да е на пола од можното. Така да Да, тоа е многу интересно од планираното, а не од реално можното, односно колку би било. Ако имам 100 куќи овде, јас може да планирам од 3 да соберам и јас ќе соберам од 2, јас сум 70 и кусур, 66 или правите ребаланс, па вие согласно ребалансот сте имале реализација. 100 куќи. Мислам многу интересно тоа дека никој не прави проценка на значи колку би можело. Али како да направат проценка кога знаете ли дека има една зграда, еден влез со 3 различни адреси. Значи кога ние немаме номера
нумерација во главниот град на објектите, односно на куќите, на зградите, нормална нумерација и нормално водење на која адреса се водат. Како ние можеме да планираме било што кога ние основните работи, а тоа е да се преброиме и да се нумеримираме и обележиме, бидејќи тоа е економска категорија, која не сме го направили. Почна во дел од општините реевалуација, тоа беше едно од условите, реевалуација да се направи на сите имоти. Да добиеме ние цел, затоа што тоа е основата и за наплата на даноци понатаму, и тоа не само на даноци. Вие ако имате мапирање на имотот, вие можете да видите прво за данокот на имот. Веднаш гледате дали е кафич, имате тераса, имате наплата за користење на музика, надворешен објект, фрижидер, значи вие морате да мапирате целосно на терен каква е состојбата за да може да си ги приберете сопствените приходи. И тоа е една убаво реков од основните проблеми, дел од општините почнаа да го прават, и затоа ви реков, кај дел се зголеми од 1,5 до 2,5 пати наплатата само со подобрување на системот, без промена на законските стапки. Иако ние мораме да отвориме дискусијата, имаме најниски стапки на данок на имот во регионот и пошироко. Тоа е едното прашање. Второто прашање е да не забораваме во контекст на даноците какви даночни стапки. Има држави кои имаат прогресивни даночни стапки, имаат различни даночните стапки, зборувам на локално ниво, ние се уште го оставаме. Втора работа, дали различните имоти ќе ги онаучуваме со различни даночни стапки. Кај нас фирмата која прави во 30 квадрати 10 милиони евро профит и граѓанинот кој живее во 30 квадрати плаќаат исти даноци. Дали треба компаниите да плаќаат, например Чешка, Словачка плаќаат 10 пати? Што живее во центар, на пример во зграда во елитна населба, и оној што живее во некоја куќерка кој што е на периферијата на таа општина. Него е првичен имот, живее некој. Так, многу интересно е ова, многу дилеми отвараме. Значи, ајде она што јас сакам да ви го пуснам како да го почнавме од да, повели. Не, извинете, подсетете ме, почнавме на што се фокусиравме. За фискалната децентрализација, префрлање на парите, дали имаат капацитет од ДДВ-то и од останатите даноци да ги потрошат. Во тој дел сега дискутираме. Додека не се подобрат капацитети. Ви реков сега ќе дојдеме веќе до услугите кои се нудат и дали може да ми се прави без да се изградат солидни капацитети во општините, да ги исполнат своите надлежности. И тоа ви кажав, човечки капацитети, административни капацитети и така натаму, и да дадете повеќе средства. Рационалноста и капацитетот за нивно искористување ќе биде ограничен. Тоа се гледа во капиталните трансфери, сега проектите. Владата може имала добра намера, им ги дала на општините. Сега да видиме реализацијата на терен, како ја организираат. Вие мора да имате за јавни набавки оделенија на терен, мора да имате инженери, морате, затоа ви реков, имаат недостаток. Внатрешна ревизија, дали се оди како 2/3 немаат внатрешна ревизија општините. Значи капацитетите, затоа ви реков, јас не сум да им се даде. Дефинитивно им требаат повеќе средства. Дури имаше дилема дали да им се даде, ви реков, генерален грант по надлежност. Да не ги држите за проектот, него да им дадете за надлежност образование, пример, или за надлежност, не знам, подобрување на културни, и тие да можат слободно. Лично што би направил? Еве лично. Како професорот Борчеш, како би дале? Јас би врзал секоја активност за доделување на средства на општините, би ја врзал со наплатата на сопствените приходи и со зголемување на капацитетите, и тоа детално, како што ви реков, зона за капиталните трансфери не спомнав, едно е нивото на развој, дел од условувањето мора да биде со собирање на сопствените приходи, од потенцијал, пак спомнав. Навистина имате општини кои не може да го направат тоа. Вие морате да утврдите прво скенирање на сите потреби на општините. Какви им се потребите и да видиме дали мора да го отвориме тоа. Прво дали имаат капацитет да ги исполнат и понатаму мора да отвориме делот за децентрализација, колкави средства ќе добиваат со цел да може да ги исполнат своите надлежности од централно. Не би оделе со значајно зголемување на средствата пред да ги подобриме капацитетите на општините. По таа насока има, ако се сеќавате, спомна министерот за локална, спомнува ресурсен центар. Ке зборуваме. Тоа е во третиот третина од подкастот, имаме уште неколку работи што сакам да ги спомнам, но тоа ги оставаме за рамномерниот економски развој на општините, за ресурсниот центар тоа ми се поврзани, но пред да наводиме на втората пауза, морам да ви го поставам ова прашање. Вие работите со општините, соработувате со општините, се дружите со луѓето, ги познавате веќе. Колку од ова ние сега што го зборевме се свесни за ова што ние го збораме на општина, на пример во една општина, ај сега да не именувам, во источниот дел, мала рурална општина или мала рурална во западниот дел, за ова што ние го зборуваме за овие стандардни, колку во општините, раководствата, вработените во општините се воопшто свесни за ова ние што го дебатираме сега овде во подкастот. Видите, јас само пред нема недела и пол имавме со околу 30 на општини едукација поврзана со финансирање и буџетирање, и сите беа раководители на сектори на финансии. Свесни се. Поготово администрацијата, баш и објавив дел кој беше поврзан со тоа дека администрацијата го чува континуитетот на развој на општината. Значи без разлика локалните избори ќе дојдат и ќе поминат, стратегиите ќе се и така натаму. Иако треба да бидат среднорочни, јас пак би рекол, не сме планот да се менува со секој мандат или со секој делумно може, меѓутоа не целосно. Голем дел барем од администрацијата се прилично свесни.
Значи ги знаат дел од проблемите и така. Меѓутоа видете се случува една затоа реков комуникацијата совет општина градоначалник, односно администрација градоначалник и совет е многу специфична. Еве администрацијата е свесна. Ми се случувало да поднесеме прашалник во општина. Кога поднесуваме прашалникот, банално е анализа на некоја констатација, некоја фактичка состојба која не за сега. Додека градоначалникот не одобри да ми одговорат, не одговара на прашалникот општината. Мораме да го прашаме градоначалникот. Значи, така е структурирано Се да хиерархиски биде- менеджментот. А советот е главен, би требало советот да Од биде. друга страна и друга работа. Кога Еј, дискутираме за својата работа, сум имал ситуација кога ме замолуваат од администрацијата да му укажам на градоначалникот да ги плати обврски. Може би звучи смешно, меѓутоа ве молиме професоре, знаете, меѓутоа еве укажете да видиме, ова веќе не доведува па веќе до градоначалниците и нивната функција, подготвеност капацитетивна, меѓутоа и политички како е структурирано и така да верувајте, свесни се, меѓутоа мора пред се во економските, во проценките и натаму мора професионалците да се слушаат малку повеќе. Добро. Со ова малце повеќе ќе дојдеме А советот веќе е друга, сега ако што ме прашавте за советот е па посебна приказна. Таму некаде работевме 5-6 години со едукација на советниците. Најголем дел од нив рекоа 70% дека не го познаваат доволно структурата на буџетот и финансиското работење. А втора работа дека имаат ограничено време да посветат за оваа функција. Значи, зошто, кога ги прашавме зошто не зошто при гласањето сте на овој начин сте реагирали на овој, тие ни укажува и бара професионализација на нивната функција, односно да имаат само тоа да го работат, што не беше возможно, меѓутоа интересно беше, јас правиме вежби, тука се присутни советници од 10 општини. Имам една, тоа ми беше првата вежба, вака да споделам, интересно звучи, ме молам застанете, викам, од сите советници, оние кои се извршуваат работата добро на лева страна, оние кои не се сигурни на средина и оние кои мислат дека не ја извршуваат добро на десна. Што мислите, каде застануваат? Сите на средина би Сите на десно. Сите свесни дека сите може на да средина, извршат мислам подобро. дека- Не, сите се исклучок на 1-2. Аха. Ја мислам дека у средина. Не, и советниците се свесни, пошто ние се соочуваме во ситуација, јас ги соочувам на терен. Сте го поднеле проектот кога сте биле во опозиција, ви го одбила власта. Сега вие сте власт, ви го поднесуваат истиот проект. Зошто го одбивате на совет? Знаете, се доаѓаме во ситуација, ние ова отворено го дискутираме со советниците. Не што сакам вика? нашиот политичкиот партнер сакам да не е ефикасен, да не си обави работата. Што би Политичкиот рекле, опонент. да му умре козата на комшијата. Тоа е, верувате, главна болка и сега за тоа викам, доколку ве слушнат граѓаните оваква состојба. Што би рекле, викам? Граѓанинот нема да има паркинг, нема да има пристапен пат, викам, а вие ќе го исполните своето политичка агент. Леле, каква слика за локалнава самоуправа. Океј, време е за втората пауза, се враќаме да финишираме со она што е ресурсен центар и што е рамномерен економски развој во државата, тоа треба да оди преку локалната самоуправа. Значи време е за втората пауза за нашите пријатели кои што овозможуваат да го правиме овој подкаст. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант. Твојот прв избор. Финишираме со подкастот, трета третина, со нас е професорот Борче Треновски, универзитетски професор, економист, на Свети Кирил и Методи професор, значи има и други функции, член на Советот на Народна банка на Македонија, председател на Сојузот на економисти на Македонија, исто така надворешен член на Центарот за стратешки истражувања при МАНУ, Ксенте Богоев, значи многу радо виден гост во нашите емисии, во нашите вести, затоа што многу често го консултираме за многу работи и што е најважно, тоа што го кажува е секогаш јасно, остро и што се вика, има една изрека србите, ни по бабо, ни по стричевима, туку како што мисли дека е најисправно без разлика на политичкиот контекст и затоа се сакаме со него многу често да комуницираме. Професоре, зборувавме за локалната самоуправа, продолжуваме на истата тема. Ова е првата емисија од 4 посветени на локалните избори, другите ќе бидат малце пополитички, ова е чисто економски што се сведува, бидејќи таква и подкастов строго економски, но доаѓаме до оној елемент што сакам да го зборуваме, а тоа е колку е возможно во Македонија да имаме
економски рамномерен развој кој што треба да се спроведе преку општините, први на капацитетите на општините, што треба да се направи за да можеме да имаме рамномерен развој, бидејќи гледаме дека Скопје шмука се што можеше да шмука, што се вика во на економија, на човечки потенцијал и генерално надворешниот дел од Скопје, она што ние го викаме надворешност или внатрешност, зависи кој како милува, е оставено на некоја маргина во економското и општественото живење. Ете, прашањето е едно од како да кажеме, важните прашања за кои треба да го отвориме и кои политичките елити треба сериозно да разговараат, затоа што прашањето поврзано со регионалниот развој, рамномерниот, каде што се вклучени општините, е директно поврзано со секој аспект од благосостојба на нашето население. Пред се замислете со миграцијата, со економската активност по регионите и така натаму. Рековте Скопје, како што спомнавте, половина од македонската економска активност. Исто скоро половина, малку помалку од половина од сите даночни приходи кои се собираат Скопје со општините. Ви реков, за 1/3 над просекот е со јавните приходи и расходи. Затоа и расходите, кога речеме 1/3 повеќе, тоа значи за 1/3 повеќе пари троши по глава на жител за услугите што ги испорачува на своите граѓани. Можеби и за тоа е приливот. Значи како да обезбедиме рамномерен развој преку општините, ова е едно од клучните прашања, затоа што диспаритетите се значајно големи. Со последниот попис, ние видовме дека има регионите губат некаде од 11 до 20%, 19,7 некои региони како источниот и полошкиот губат на население. Се менува структурата старост на население. Како што спомнавме, се различни капацитети имаат определените региони. Ние мораме да го знаеме тоа и мораме политиката на регионален развој да го следи тоа. Постои стратегија за регионален развој која е насочена токму кон тоа да ги зафати клучните страни и таму во таа стратегија имаме една методологија на пресметка на индекс на регионален развој кој целта беше да го следат сите буџетски корисници и сите политички програми во една од условите да го земаат регионалниот развој пред да ги дадат своите средства. И тоа не се случува. Мал дел 12 од 12 до 17 се движеле низ историјата од не знам колку институции има буџетски го користеле тој индекс. А тој треба сега се направи методологија во Министерство за локална, мислам дека и помината веќе на влада, најверојатно се надам дека во иднина ќе биде обврзувачки, барем да се вклучи регионална, односно локална анализа во распределбата на буџетските програми на сите министерства. Да се види на кој му треба, за да кога правите сала или кога стимулирате спорт, вие мора да ги земете карактеристиките, не можете ако има две да направите трета до неа. Вие морате да видите дали има капацитет, дали има потреба, се разбира од неа. Така да, зошто реков е поврзана регионално со сите. Било која политика вие да ја водите во држава. Тоа не е само со што рековме за распределба на средства. Стратегијата на странски инвестиции, на пример. Кога привлекувате странски инвестиции, вие се да го разживеете регионот, свативме од преходната стратегија која евалуиравме 10 години назад, ние видовме дека и покрај тоа што најнеразвиените региони добивале најмногу јавни пари. Не е секогаш така, меѓутоа добивале. Повторно се најдолу и расте разликата. Покажано е дека не се доволни јавните политики. Ние мора да привлечеме приватен капитал, да привлечеме иницијатива, миграцијата да спречиме за регионот да живее согласно неговите капацитети. Така да, на пример, странски директни инвестиции политиката, зошто да нема регионална компонента? Ако инвестираат во Источна Македонија, во Берово, вие ќе му дадете определена повластица. Ќе го стимулирате. Ако во неразвиен регион и така натаму, значи политиката. Не може даночно да се стимулираат, сите се играат по исти правила, истиот данок, немаме ние скалец данок, прогресивен данок, ние имаме рамно и не може да се надпреваруваат општините кои што сакаат да привлечат инвестиции или да привлечат приватни компании за нешто плюс да им дадат. Видите, стимулација, вие може да му дадете субвенција, да му дадете имот на располагање. Значи сакам да кажам, може и тоа може и општините, и тие треба да не бидат инертни, треба да се најдат како да ги привлечат, да му дадат определени повластници, меѓутоа и државата треба доколку инвестира. Мислам и дека имаше некој период некоја таква практика. Инвестира во регион кој е надвор од Скопје, вие добивате и така ги поддржуваме сега странските инвестиции. Меѓутоа не е само за странските инвестиции, ова се однесува на било која политика. Домашните компании, ние зборуваме за странски инвестиции, па гледаме многу успешни компании кои што се надвор од Скопје и кои што градовите ги вработуваат добар дел од населението. Имаме многу успешни компании во Прилеп, видовме во Виница компанија, за жал ја зафати пожар, па одма и јавноста се мобилизираше за да помогне и сето тоа, бидејќи безмалце пола Виница работи во таа компанија, другата половина во другата компанија исто така што е на државно ниво големи се, значи зборуваме Прилеп има локални, Виница има локални, Штип има локални. Имаме ние компании кои што се сериозни и добри играчи во овие градови. И видите, за тоа и рековме. Али Битола нема која што е голема. Видите колку голем дел од населението останува таму. Прво сега
одат кон Прилеп, се движат. Видете како миграцијата, зборуваме сега малку само ќе излезам кратко од темата. Она што се случува со недвижности, со градење, со домување, исто е поврзано со регионалната. Кога ќе ги прашате зошто вие останавте таму или зошто се преселите, они викаат патот. Значи инфраструктурата. Гледате во Свети Николе 18 минути сега од Скопје. Инфраструктурата покрај него се движи. Вие создавате прво можност да се креира, му давате, реков, определени повластници. Сега скокнав на недвижностите во смисла, ако во центар се комуналиите 120-150 евра, во Ѓорче ќе бидат 5, во Волково ќе бидат плюс 5 ќе му дадеме ако гради. Сакам да кажам, фискалниот апарат може да се користи да вие да го дистрибутирате развојот. Прво го правите инфраструктурата и го дистрибуирате развојот како што вас ви одговара. Видете од друга страна регионалниот развој колку влијае па на ефикасноста на политиките. Имате политика на минимална плата. Ние имавме проценка еден период дека во Скопје минималната од просечната како просек е 42%. Во североисточниот беше 92%. Од просечната, што значи притисокот на вработените во североисточниот е огромен. Фирмите тие давале просечна и овој му е 92% му зголемувате минималната просечна, тој треба или да отпуште под притисок економски. Значи ние мораме регионалните разлики да ги имаме затоа што се прилично големи. Се разбира, треба да ги стимулираме регионите, да си обавуваат својата функција и така натаму, меѓутоа не смееме да го занемариме регионалниот развој. Затоа се надевам со новите критериуми кои се направени, со новата политика, сега ќе се ревидира, претпоставам и стратегијата. Мала држава сме, меѓутоа мислам дека сериозно може да се вгради затоа што инфраструктурно се надевам ќе се подобриме, ќе се поврземе, да се посветиме на регионално. Тоа треба да биде агенда на секоја, јас би рекол, политичка партија. Не смеа политичка да го... волја, професоре, доаѓаме до клучното прашање, еве повторно ви го поставам прашањето, вие сте инволвирани во процесиве, дали воопшто имаме политичка волја нешто да смениме, бидејќи вака веќе не иде. Сите тоа го знаеме, гледаме дека не функционираат општините добро, гледаме дека локалната самоуправа не функционира, па и градот Скопје и општините во градот не функционираат добро. Има ли воопшто политичка волја од ова што го зборуваме да се реализира и да почнеме некаков нормален живот и некаква функционална општина да добиеме функционална локална самоуправа. Па со тоа и функционална централна. Горан, јас силно се надевам дека политичка волја мора да има. Значи ова е исправно, јас например кога гледаме јавниот интерес, потребата на нашите граѓани, нема друга дилема отколку да се тргне во таа насока и да се направат вистинските политики, а тоа не се случува некој период подолг. Јас затоа често предавам развојна економска мисла, имаме еден дел за теоријата на јавен избор. Зборуваме за политичарите. Сега веќе одиме на ова теорија. Глобална теорија. Мислам не е наша, не е за нашата земја, кај што кажува дека политичарот е во таква ситуација како секоја индивидуа, сака да си го задоволи својот личен интерес, интересот на своите најблиски. Ако имаме системи, институции, механизам кој го ограничува тоа, тој ќе биде многу продуктивен. Значи ако немаме институции, рамка во која функционираат нашите креатори на политики, директори, професори, новинари, ние секој ќе гледа да го остави. Затоа викаме институционалната, имаме онаа национална развојна стратегија 20 годишна која направивме, има таму и за регионален развој една од 5-те, односно 6-те стратешки области за регионалниот развој. Што да направиме за земјата да го дуплира економскиот раст и да тргне најдобро. Двете работи, едното беше неформалната економија, која влијае и на пазарот на труд и на сите сегменти, и на социјалната благосостојба на граѓаните и на конкуренцијата на фирмите. Втората беа институциите и правниот поредок. Така. Без правен поредок на среден рок остануваме на 2,5 до 3% раст. Еве, пред некој дена беше промовирана ресурсниот центар, се промовира подолго време, но имаше средба, мислам дека бевте учествувавте и вие на средбата со министерот Перински. Што значи тој ресурсен центар, бидејќи вие како професор сакате да го истакнувате дека тоа е значаен. Јас еве нема да ја следам политиката што нели се промовираат, ние гледаме новинарите од друг аспект, сака да се пофалат со нешто ресурсно, што ли е тоа, нешто нејасно таму во далечина. Но зошто вие гледате во него нешто како добра алатка што може да придонесе да се надминат овие проблеми за кои што зборувавме веќе во подкастов? Видите, сега е во тек на формирање, да видиме како ќе заврши целата процедура, меѓутоа се оно што го кажавме, имаме голема хоризонтална дисперзија меѓу општините. Имаат ограничени капацитети, најголем до 2/3 општините, па и градот Скопје ако го земете остатокот од државата, имаат недостаток и административни капацитети, и човечки капацитети, и институционални проблеми имаат. Значи има голем број недостатоци да ги обезбедат своите надлежности. За да ги обезбедат, за да добијат поддршка, ни се потребни адекватни кадри. Тука ги спомнавме оние делови, меѓуопштинска соработка, јавно-приватно партнерство, капацитети подигнување кои не ги оставаме на страна. Меѓутоа, за да се постигне побрз ефект, вие морате да некако да му дадете поддршка на тие. А нема доволно кадри за поддршка. Вие треба да имате инженер во секоја општина, треба да имате внатрешен ревизор секаде. Како да го направите тоа? Ресурсниот центар кој се дискутираше и имаше средба министер Глами со ректорката и така натаму, е целта како што е елаборирано е на дневна основа да дава поддршка
на општините за нивните потреби и од остварување на клучните надлежности. Ако треба сега владата да даде средства, не знам, 100 милиони евра, гледаме дека немаме евиденција колку се реализирани од тие проекти и како, ќе му помогне за техничка документација, за имплементација, значи како да и помогне на некоја рурална општина, на Конче, на некоја друга, да ги исполни своите обврски. Како, еве сега најавија, не знам, градоначалникот да преземе својата надлежност. Значи, тоа е сите иницијативи кои се поврзани со општините е добро да ги канализираме преку едно место. Да видиме како ќе заврши целата приказна. Ама не се нарушува децентрализацијата така? Не. Не, останува на општината, општината го бара тоа. Дури општината треба да има учество и партиципација во услугата која добива. Значи не се мешате во незината, таа ја бара и вие добивате определена поддршка, значи тука е да ја даде поддршка онаму кај што треба. Нема да биде ресурсниот шеф на општината, општина. Никако. Тоа, добро. Не смее да влезе во децентрализацијата неприкосновен. Така. Тоа е корисно во определен момент, дури ограничувачки, затоа што има општини што се гледа дека нема капацитет, меѓутоа и покрај тоа си тераат како што се тераат, како што се тераат. Така, професоре, доаѓаме до крајот. Сакам само уште две работи да, ако ќе кажам уште две работи, најчесто излегуваат 4-5, ама добро, еве да нека бидат две работи. Сето тоа, ајде, може ли да ни кажете врз основа на вашата експертиза некои препораки и насоки на каде би требало да се движат, значи локалната власт и централната во однос како да ја уреди локалната власт? Одлично, веќе во ова е, можеби ќе ни треба па една, две, три емисии за да го реализираме овие препораките, пошто во секоја област има толку многу што најверојатно паралелно ќе ми одат во глава вака кога ги елаборирам. Ја размислувам да ве викнам да ми бидете ко-водител на подкастов и да одредени теми да обработуваме, само јас и ви да ги разговараме и да вклучиме и публика и сето тоа, но тоа е идеја, па ќе разговараме. Тоа и не ви е лоша идејата, вака. Ова е сега го дискутирам, прво да видиме финансирањето. Еве да видиме, отворивме со вас тема поврзана со фискалната децентрализација. Да размислиме, дали е доволно да одиме монотипен општини, дали ќе одиме со некој асиметричен дел. Ако не одиме со асиметричен, со различни надлежности по општини, тогаш дајте да размислиме она како што е. Имаме ресурсен центар, па имаме меѓуопштинска соработка стимулирање, па јавни пријатни партнерства што многу се скромни да ги стимулираме, па делегирана надлежност, државата може да делегира со договор на општина да реализира определена надлежност. Тоа никогаш до сега не е реализирано, може да склучи договор со определено плаќање и определена услуга од секоја општина или да ги собере определени општини. Втора работа не е поврзана со финансирањето. Буџетирањето, структурата на приходи мора да се прилагоди. Значи мора определени промени и контрола и од Министерство за финансии и управата за јавни приходи има надлежност. Не знам, има некој член, ако не се лажам, кај што стои дека дури надлежноста може да ако не се изврши општината, тоа е остаток од претходниот систем. Меѓутоа, во делот на структурата на буџетот, во делот на значајни промени и намалување на неизмирените обврски. Значи ние сериозно да се зафатиме со санкции, прогласување на финансиска нестабилност, што кога ќе прогласите финансиска, вие го реструктурирате буџетот на општината. Има модел. Не треба да бегаме од тоа, ако треба да се направи, треба да се направи. Да се поврзе секоја општина. Имам еден интересен предлог, го видовме тоа во делот овие меѓународните, во овие развиените земји, модел општина. Правите модел општина и гледате на колку жители, колку има кадар, односно колку вработени, пошто кај нас имате од 200, иста општина со изброј на жители од 1 до 3 пати повеќе вработени. Значи гледате колку вработени, какви услуги, го правите тој модел. Не спомнав еден многу интересен дел. Имаше анализа направено која е оптимална општина кај нас. Оптимална општина е некаде од 15 до 20.000 жители да има економија од обем добро да функционира. А кај нас најголем дел се под тоа. Сакам да кажам, во делот на финансирање спомнав во делот на блок дотации. Транспарентна пресметка на блок дотацијата, доволни смисли, основни, специфични, стандардни услови за секоја општина врз основа на кои ќе се генерира таа блок дотација. И да стигне на време за тоа што со закаснување се објавува од Министерството за финансии. Ако одиме понатаму, капиталните трансфери, спојување на институциите, транспарентен систем на пресметка на капитални трансфери, барање капитални програми од исклучиво силни од општините, споделување на тие капитални трансфери согласно нивото на развој на секоја општина, не по глава на жител. Понатаму делот за јавните предпријатија. Што поскоро се отвори делот за јавните предпријатија, да видиме нивната транспарентност, отчетност, дали директорите си обавиле својата работа, извештаите да бидат јавни, да видиме какви услуги испорачуваат, дали има вредност за пари за тие услуги или треба да се направи некоја позначајна промена. Понатаму можеме да спомнеме во делот на администрацијата и така натаму. Овој дел е особено важен со оној модел општината што ја спомнав, да видиме администрацијата, да скенираме целосниот капацитет административен на сите наши општини. Тоа ќе се поврзе најверојатно со ресурсниот центар, со има тука експерти, академска заедница ќе се вклучи и така натаму, меѓутоа каква поддршка им е потребна административна
и за извршување на своите надлежности. Дојдени сме во ситуација кога има општини порано се бранеа, сега викаат земете ни ја надлежност. Не можеме да извршиме. Така да и општините се свесни за своите капацитети, да се помогне колку што може во тој дел. Имам уште многу, меѓутоа да спомнам уште за рамномериот регионален развој, се надевам дека ќе се освестиме и дека регионалните карактеристики ќе бидат дел од секоја буџетска програма, од секоја политика која се носи, затоа што имаме за родова еднаквост, имаме делови кои се поврзани со други сегменти кои ги вклучуваме, а регионалниот развој кој исто така клучна компонента недостасува во голем дел од буџетските програми со кои соработуваме. Се надевам бизнис секторот, соработката со граѓаните и со општините ќе стане многу посилна. Последно прашање, ајде, она што мене ме интересира, работите со локалната самоуправа, ги знаете во локалните самоуправи како функционираат, но што, бидејќи се ближат локалните избори, на 19 октомври ќе бидат, што би им препорачале вие на граѓаните, што да го прашаат идниот градоначалник или кандидат за градоначалник? Еве, кој ќе сега имат на што се вика на ракување на баци рака одат кај граѓаните, политичарите, па после граѓаните одат на баци рака кај политичари, избраните политичари. Сега е оние 5 минути што ги имаме ние како граѓани кога политичарите се тепаат за нашето внимание и за нашиот глас, па после малце не забораваат, едно 4 години до наредните избори. Што сега да ги кога ќе ги видат политичарите кои што се секојдневно меѓу нив, што да ги прашаат? Ова е одлично прашање. И јас би ги прашал. Ова е може и да ги прашате ако ви дојдат како гости. Прво прашање, дали сте свесни и добро знаете финансиската состојба во вашата општина? Дали знаете неизмирени обврски долгови и така. Втора работа, како ќе зголемите наплатата на приходи и како ќе ги собирате и комуналните такси и така натаму во вашата општина и при тоа ќе обезбедите континуитет во испорака на услугите комунални и некои други. Дали ќе подобрите структурата на буџетот и планирањето на буџетот согласно расходите да бидат согласно приходите кои ги имате. Понатаму може да оди во делот на дали ќе подготвите програма на капитални инвестиции со цел да видиме кои се приоритетите на нашата општина во следните 10 години капитални, да знаеме. Дали ќе направите и стратешки план за ова. И при тоа ќе направите капитален буџет со цел да видиме како ќе ги реализирате и колку пари ќе трошите за секој тие проекти во следните 3, 4, 5 години. Понатаму како ќе го привлечете бизнис секторот, она што ви го спомнавте, да инвестира, да дојдат странските инвестиции и да имате успешна соработка со бизнис секторот. Како ќе направите политики младите да останат и да заголемите социјалната димензија, за да имаме функционални и здрави, весели општини кои остануваат. Понатаму, ако се симнеме уште подолу, можеме да се фокусираме на делот на како ќе се соочите, односно дали транспарентно ќе го објавите долгот и дали ќе се соочите, односно транспарентно ќе ги плаќате обврските кои стојат на општината и ќе ги објавувате на нашите граѓани. Во иста насока ни е поврзано со делот со дали и како се справите со корупцијата ако постои во вашата општина. Дали ќе ги одбраните вашите административни службеници сите од политичко влијание при правење. Дали ќе воведете мерење на квалитетот на услугите и задоволството на нас граѓаните од услугите што ни ги испорачувате на нас. И дали ќе обезбедите дигитални услуги согласно нашите барања. Дали ќе не вклучите покрекријање во буџетот при имплементација на секоја политика и мерка која ќе ја водите. И уште многу други прашања. Многу други прашања. Се надевам дека овие прашања ќе бидат поставени до кандидатите за градоначалници, но и на носителите на советничките листи, па и советниците, и дека ќе добиваат граѓаните различни одговори. Еве, тоа сум ставил тука на подсетник саат и 10 минути дека треба да зборуваме. Сега е звукот дека точно саат и 10 минути, професоре, зборевме, значи сме во рамките на планираното време. Значи мене ми останува само да ви се заблагодарам што бевте дел од овој подкаст. Како што кажав, многу сакаме да ве интервјуираме, да ве викаме како гостин, што се вика благодарен гостин, соговорник сте, пружате многу информации, имате многу знаење. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе дојдете и ќе им зборуваме на некоја друга тема, бидејќи вие имате познавање од повеќе теми. Уште еднаш од моје име ви благодарам што бевте во подкастов. Благодарам и јас, Горан, се надевам ќе имаме прилика да се видиме, да отвориме и економски теми, и социјални и други теми кои се од интерес за нашите граѓани во секое време. Така. Тоа беше се Борче Треновски, професорот на Свети Кирил и Методи, економист, како што најавив, човек кој што е присутен во јавноста, но најмногу е присутен со своето работење во економијата и своите истражувања, така што се надевам дека ви беше интересно. Ние се гледаме во наредните 3 епизоди, малце по-политички ќе бидат, со кандидати за градоначалници на одредени општини, на град Скопје, но тоа ќе биде малце по-политичке, но од аспект на Горан Темену
најмногов како што ги обработува темите, односно со фокус што јас сметам дека е важно за функционирањето на градот и на општините. Толку од мене, се гледаме во наредната епизода.